Обвинителката Русковска треба да даде официјално образложение за инволвираноста на лица од СЈО во случајот рекет, а премиерот Заев не може самиот да донесува одлуки околу судбината на ово обвинителство без при тоа да обезбеди политички консензус. Фелата е револтирана поради сите случувања поврзани со овој голем скандал и бара одговори. Универзитетскиот професор Гордан Каледжиев е уверен дека СЈО не може току така да се префрли во рамки на друго обвинителство, бидејќи самото било создадено со посебен закон и со посебна цел. А не може некоја политичка партија или личност да му одредува судбината како ќе и текне, ако за тоа не добие дозвола од сите политички субјекти. Многу е проблематично и правно и политички дали без тој консензус, како што е основано обвинителството, како што е предвидено да заврши, дали може една политичка опција без консензус, а политички во смисла на најголемите политички партии со собрание и слично, да го трансформира СЈО во обично обвинителство, бидејќи тоа би можело да биде контра идејата на специјално обвинителство. Замислете, една политичка партија не се свиѓа обвинителство, и го прави редовно. И не е убаво една политичка елита да определува судбината на специјално обвинителство, бидејќи тоа е формирано да се бори со политичката елита. Ниту па може премиерот да именува наследници на тоа кој ќе го води тоа обвинителство, што треба да се бори со политичката гарнитура на власт. Адвокатката Сузана Јошевска Анастасовска пак потенцира дека аферата веќе зела многу опасни размери и дека јавноста мора да знае кој се бил дел од рекетарската мафија и со какви докази располага обвинителството. Русковска треба јасно и гласно за да ја разбере и првоодделенче, да објасни зошто против колегите од СЈО не е покрената истрага и не се преземаат мерки, ако се точни две информациички кои ги пласира на медиуми онака, ко холивудски тизер за трилер. Прво дека има аудио снимка од јавен обвинител кој е вклучен на интерфон додека трае изнудата. Второ дека пред истрагата траела долго и се испитувало дали можеби сведокот се обидува да наштети на колегите од СЈО. Со други зборови, пријавата од сведокот директно ги инволвира СЈО, па мора да се испитува што е точно. Што се утврдило пред отворањето на истрагата обвинителке? Сакал ли сведокот да и наштети на СЈО или имаме злосторничко здружение? А во меѓувреме продолжува истрагата за случајот во кој според повеќе извори се замешани не само двајцата притворени, туку и лица од највисоките кругови на власта. Во охрид по барање на јавното обвинителство се запленети подвижни предмети поврзани со случајот рекет. Порталите објавија дека по добиен налог од судија на претходна постапка МВР одземало луксузни џипови, мотори, квадрицикли, брзински мотори, скутери за надвода и луксузен пловен објект глисер бомбардер, чија заедничка вредност изнесува над 1 милион евра. Од МВР меѓутоа ја потврдија само заплената на глисерот кој му припаѓал на еден од двајцата притворени.